Не знам како да те како сега да те не знам. Многу вака глупо звучи ова. Не знам дали ти се преслуша, дали овака глупо, не знам дали не ти звучи. Особено за премиер, мислам дека стварно многу глупаво звучи. По неколку основи. По неколку основи звучи глупо. Ајде да ги видиме пушти. важните последици од посетата на САД. Што се случи денеска? Не. Што не? Ја прво сакам да видам како ние ќе им направиме шема на американците. Аха. Прво тоа, а после Ајде. ќе видиме што од посетата на Вашингтон придобивме ние како држава, бидејќи Минско таму беше Кој е следното видео во само? периметарот и на плоштината на видот на претседателот Трамп. Не бе, Јулија Тоефел мора да има видео за како Мали Џокица разбира економијата или трговијата. Дај го Па тоа пушти го. Како Мали Џокица разбира трговијата. Меѓународната трговија. Сакам да ве прашам за некои од првите одлуки на Трамп низ призмата на македонските интереси. Да речеме најавата дека на ЕУ ќе воведува нови царини. Ако огромен дел од извозот на земјава оди во Германија и се погледне неговата структура, исто така ако се видат бројките, не знам, Германија колку извезува во САД и таа структура на извоз некако има големо совпаѓање. Сега ние зашто навиваме, да речем? Во смисол дали навиваме за подобра германска економија? Дали навиваме за воведување царини од САД за Германија? Видете, каква е политиката царинска, даночна на Соединените американски држави кон партнерите, тоа се нивна работа, тоа не е наша работа. Наша работа е да отвориме што е можно повеќе фабрики, наша работа е да вработиме што е можно повеќе луѓе, тие да добиваат добри плати и да живеат пристојно. И ние како влада тоа го правиме. Дали може да има последица таа одлука на Трамп за Македонија? За Македонија не може да има последица, бидејќи ние сме практично ни илјадитина од тоа кое што представува трговска размена на Европската унија со Соединетите американски држави, но ќе ве потсетам, таква политика тој најави со својот северен сосед Канада. Таква политика тој најави со својот јужен сосед Мексико. Тоа е, предпоставувам, политика на Соединетите американски држави, предпоставувам, тие имаат таква стратегија и јас не би можел сето тоа да го коментирам. Но кроз призмата на македонските интереси можам да ги коментирам нашите амбиции за што поголемо инвестицијско портфолио на Соединетите американски држави тука, кај нас дома, и што повеќе фабрики кои што ќе произведуваат за можно ли е тоа, Германија. стварливо ли е? Апропо повторно, уште една изјава на Трамп. Одлично. Дојдете и произведувајте во Америка. Одлично, ние ќе произведуваме тука и ќе извезуваме во име на Германија во Америка. Без токава голема царинска стапка, како што тој најави за Европската унија, бидејќи ние не сме во Европската унија, еве шанса. Еве шанса како да помогнеме на германската економија да биде подобра. Повеќе фабрики тука, повеќе добро платени работни места, па ќе извезуваме како производ од Македонија. Да, вие зборувате за американски инвестиции во Македонија. Не, јас зборувам за германски инвестиции во Македонија, кои што како македонски производ, без големена царина, ќе бидат извезувани во Соединетите американски држави. Да, ама ако тие потоа треба да се вградат во продукти кои што треба да се извезуваат на САД, не може тоа да не влијае на нашата економија. Затоа велам, еве можност. Зашто ние од секој ваков предизвик да не извлечеме можност? Еве можност. Бидејќи, ако се воведат такви царини кон Европската унија, а не кон нас, ајде да видиме. Можда ние сме можноста, можда ние сме тој прозорец кон... Сега не се разбираме или намерно не ме разбирате? Не ве разбирам. Вие можда поинаку ме разбирате. Добро. Како Мали Џокица разбира меѓународната трговија? Чекај. Не дупи, а? Ова е Или не разбира? Ова е страшно, ова више не знам ни дали да се сме. Внимавај. Значи, он отишол у Америка да донесе инвестиции во Македонија, ама од Америка тие немале да инвестираат кај нас, него американците ќе им вовеле тарифи на германците
Па германците ќе дошле кај нас да инвестираат, пошто имаат тарифи према Америка, па кај нас кога германците ќе инвестираат, ќе прават, ќе експортираат кон Америка од Македонија. Види, господине Кристијан Мицковски. Не знам како сега да те, не знам. Многу вака глупо звучи ова. Не знам дали ти се преслуша, дали овака глупо, не знам дали не ти звучи. Особено за премиер, мислам дека стварно многу глупаво звучи. По неколку основи. По неколку основи звучи глупо. Вакви, да. Вакви мисли, мислам дека е многу глупо. Не знам како да ти кажам. Не знам како да се однесувам, брат, не знам што треба да кажам сега. Јас знам уствари што сакам да кажам, ама не знам како да го кажам. Мене не ми се верува дека ние треба да дискутираме за основни работи. Добро, ама треба да се вратиме на суштината на прашањата на Васко. Чекај, Две беа. Не. Без застани само ти дам контекст, ќе се сконцентрираш. Не знам значи ја како. тебе треба да те прашам, значи што го праша Васко. Како ставањето на царини врз Германија ќе влие врз македонската економија? Чекай. Позитивно или негативно? И сега вака. Мицко прво рече... Не го парафразирај него. Ај. Кажи ти, како ставањето на царини Негативно за ќе влие на Германија нас. ќе влие врз македонската економија? Зошто? Негативно. Зошто? Значи те разбирам што да направиш, ама јас сконцентриран Ама сум. мораш. Сконцентриран сум. Сега ќе ти кажам. Мораш да го објасниш ова. Затоа што Мицковски, за џабе. прво ти овдека кажуваш шема како ние ќе им правиме шема на американците, ќе ги правиме мрднати. И ако они воведат царина и тарифи на Германија, ние ќе ги заебеме американците и ќе им речеме на германците дојдете кај нас и country of origin на експортот ќе ставиме Македонија. Тоа Мицковски се вика забранет реекспорт. И е забрането согласно правилата на ЦЕФТА и на Светска трговска организација, значи World Trade Organization. За ваква работа, за ваква идеја се одговара пред овие две организации. Организација на договорот од ЦЕФТА и пред Светска трговска организација. Меѓу другото, ние имаме подпишано и договор за стратешко партнерство со Америка, а оваа идеја, што ја кажуваш ти, е директно спротивна на договорот за стратешко партнерство со САД кој што го има подпишано Македонија. Значи, ти се предлагаш германците тука да правеле и ние ќе им направиме шема, ќе пишеме country of origin на германскиот производ дека е македонски country of origin и таму нема да се плати царина. Да, ама ние не произведуваме Volkswagen. Не, чекај. Ние произведуваме дел за Volkswagen. Чекај. Ама не Што цела фабрика ќе ја пренесат Volkswagen тука? Не, него само ќе декларираат германците дека производот е направен у Македонија. Да. И експорт ќе му правиме на Passat, Volkswagen Passat у Америка, country of origin Македонија. Дај ќе ни стат Дали знаеш што ќе ни се деси? 200% тарифи. Не да ни стават 200% тарифи, ќе ни закачат санкции. Ќе ни закачат санкции цел свет кој што е под или тие земји кои што се најблиски на Америка ќе ни закачат санкции у моментот, ќе ни го повлечат договорот за стратешко партнерство и ќе ни исклучат од Светска трговска организација и од договорот за ЦЕФТА. Еве тоа се отприлика санкциите кои што следуваат ако ти правиш реекспорт на производи кои што се санкционирани од држава членка на ВТО или на ЦЕФТА. Ова е малце глупо. Што го кажа? Значи многу е глупо. На страна, ај сега ова да трнеме на страна фактичкава состојба, законските определби и така натака. И договорите, обврските договорите кои што ги имаме превземе. Многу е глупаво од Америка да кажуваш дека ти си разговарал со бизнисмени, со не знам богати луѓе кои што ќе инвестирале во Македонија. Овдека се расправаме со Богдан дека трошоците кои што се платиле за твојата туристичка посета на Вашингтон ќе биле оправдани за 2-3 месеци. За сега да излезе, добро, американците нема да инвестираат кај нас, ама затоа може ние да ги натераме германците да инвестираат кај нас за да може да прават реекспорт во Америка. Тоа прашање не го одговори. Чек. Тоа прашање не го одговори. Како кога Значи, Трамп вика види- сите инвестираат во Америка, како ти ќе донесеш инвестиција од такви луѓе? Значи, сега ти викаш да, затоа што вака. Америка фрст политиката на Трамп, значи сите американски бизниси да инвестираат во Америка.
А сите американски бизниси кои што ќе инвестираат надвор од Америка ќе плаќаат дополнителни давачки на САД. Значи ќе плаќаат дополнителни давачки. Затоа и најави формирање на External Revenue Office. Трамп, тоа значи надворешна даночна управа. За сите овие американски компании кои што имаат инвестиции надвор од Америка, да плаќаат даноци према оваа надворешна даночна управа. И сега као ќе ти дојде тебе овдека Крис Павловски, тој као си каше го заборавам нон-стоп, Пейков, Мейков, не знам кој беа таму, као ќе дојдат да инвестираат овдека, кога ако дојдат овдека да инвестираат им е 20% помалку рентабилно, затоа што ќе треба да плаќаат даноци дополнителни на Америка, отколку да се инвестираат во Америка. Ама тебе сега тоа ти текна, пошто ова го зборевме у прошлата емисија и сега наоѓаш шема или идеја или пиар како тоа да го покриеш, пошто ти текна од кога го кажав во емисија. И сега мојавето ти е да американците нема да инвестираат заради America First Policy, ама затоа ако им стават санкции или тарифи на Германија, германците ќе дојдат кај нас и ние ќе ги лажеме американците дека германските производи земја на потекло им е Македонија и така ќе вршиме недозволен и незаконски реекспорт во Америка. Ќе го лажеш Трамп и американците. И ќе те избацат од СЕФТА, ќе те избацат од Светска трговска организација, ќе те избацат од сите други договори за слободна трговија, ќе ти шибнат санкции и ќе ти го раскинат договора за стратешко партнерство на Македонија, кој што е еден од најважните договори кој што ја гарантира државноста на оваа држава. Како вака смотано и непрописно или несмасно одговараш? Како ова ти си замислуваш ова држава и така е ха-ха хиху ќе ја тераме работа. Дали се ја не знам како ова треба, како да разговараме, не знам на кој ниво треба да се разговара.